Во саркофагот тој повторно пронашол златен ларнакс. А во него се најдени коски кои биле обвиени во златна ткаенина. И конечно, и овде тој пронашол една прекрасна златна круна. Идентификацијата на коските во овој ларнакс за Джонатан Масгрейв представуваше тежок предизвик, зашто беа многу фрагментирани. Првата задача беше да се одреди староста и полот на коските. Тогаш можеше да се направи споредба на овие информации со историските податоци за личностите кои биле вмешани во политичките интриги. Кога се утврдува полот на еден скелет, се користат што е можно поголем број диагностички елементи. Меѓу оние од екстремитетите имаме, например, лева и десна бутна коска, а нивната големина значително се разликува меѓу половите. Овие со сигурност му припаѓаат на женскиот пол. Имаме и други показатели од надлактот, черепот и друго. Станува збор за млада жена од 20 години. Најверојатно е дека се работи за Клеопатра, последната жена на Филип, која била убиена во 325 година, 6 месеци по смртта на Филип, заедно со нејзиното бебе. Се смета дека умрела на 22 годишна возраст и најверојатно е погребана во оваа гробница. Навистина, проблем представува отсуството на бебешки коски, но тоа не е непремостливо. Таа сигурно умрела во насилни и непријатни околности, а незините убици и непријатели многу лесно можеле да ги одвојат мајката и детето како чин на одмазда. За да ги истражи корените на општеството во кое се родиле Филип и Александар, Андроникус ги продолжил своите истражувања на полјанката на која со векови се протегале градот и некрополата. Дека оваа гробница и припаѓала на некоја дама е скоро сигурно. Ова е најстарата и најголемата од сите познати македонски гробници. Престолот е навистина исклучителен. Целата конструкција ме наведува да помислам дека повторно се работи за кралска гробница. Единствената дама од кралското семејство, која живеела и умрела околу 340 година пред нашата ера, кога со скоро целосна сигурност се датира оваа гробница, е мајката на Филип, Евридика. Од Вергина ни се познати најмалку два надписа на кои се споменува Евридика. Затоа оваа гробница е, нарекувам се, разбира со резерва, гробница на Евридика.
Nekoliko godine pred smrtта на Евридика, пред незиниот син Филип да го достигне зенитот на својата моќ, филозофот Аристотел се шетал низ улиците, храмовите и дворовите на македонската престолнина во Егеја. И се чувствувал сосема пријатно овде, како дома, меѓу луѓето кои независно се развивале низ вековите, но кои учествувале како еднакви во класичната култура на Грција. Повеќе од 2000 години подоцна, Манолис Андроникус ја открил вистинската слава на македонската цивилизација. Андроникус е сега во 70-тите години од животот и досега тој има остварено животно дело, трпеливо собирајќи и поврзувајќи ги доказите од почвата на Вергина. Но нему се уште му престојат долги години на истражување со кои стариот град полека ќе ги открива своите скриени тајни. Откривме делови од нов зид, кој е веројатно раб на некој друг гроб. Тој е некаде во близина, но немаме време да го откопаме. Решив да го оставиме за наредната сезона, да имаме каде да почнеме наредната година. Археологијата е единствениот извор за историјата на Македонија. Посебно е важна за раната историја, за да го разбереме културниот стандард на цивилизацијата на овие македонци. Како што знаете, атињаните понекогаш ги нарекуваат варвари, но сега откривме толку исклучителни предмети и сваќаме дека тие не можат да бидат варварски народ. Македонците биле врвни уметници, но исто така и големи војни, основачи на империи.